Добро вечер. Измама. Овој збор за жал е многу чест кај нас, а во Код се јавуваат многумина од вас со поплака дека се измамени. Не можеме на сите да им излеземе в пресред. Затоа одбравме 3 случаи кои пред се служат за предупредување. Првиот случај потекнува уште од 90-тите и се работи за лихварство. Барем на тоа се жалат жртвите кои не се еден или двајца, туку стотина. Во вториот случај се работи за продажба на лажни станови, а во третиот за уцена и насилство, се разбира заради измама и лихварство. Насилство како на филм. Ова и се случи на една драчевчанка, кога насилниците сакаа да им подпише нотарски акт за да си го даде станот. За жал, бандата, може слободно да се нарече, не беше составена само од обични заканувачи или некои криминалци, туку и од полицаец. Сега тие се в притвор, а допрева треба клопчето да се размотува што стои сет за овој случај. Мирно утро во населбата Ченто. Трагите од страшната должничка драма која пред 2 недели се одвиваше тука, ги нема. Но сеќавањата на соседите се присутни, иако сите се прават дека не слушнале ништо, туку чуле на телевизија. Се збореше ли туку малото за тој случај? Абе се збореше, ама што знам каде, не знам кај живе. Ја не знам каде, што е. По телевизија што збореа. Пред 2 недели тројца мажи упаднаа во стан во зграда на улица Сава Михајлов и киднапираа 48 годишна жена. Наводно поради долг. Брутално ја претепале и ја терале насила да потпише нотарски договор дека ќе врати 11.000 евра. Стариот сосед ја памети жртвата од порано. Абе, знам одамна, многу одамна, уште овдека 75-та кога се населив тогаш. Таа работеше тука во тоа, кај Трајче во Луѓанот. И од тогаш немам ја видена. Но жртвата, 48 годишната Весна, не живеела цело време во малото каде била нападната. Нападот се случил рано наутро. Многу од комшиите слушнале викање и насилни повици. Но оние кои Код ги сретна, не сака многу да зборуваат за инцидентот. Кога бевме таму, никој не знаеше дали нападнатата жена е пуштена од болница по лекувањето на скршениците и тешките повреди на насилници, меѓу кои имало и еден полицаец. Бевме и до станот, каде почнала заложничката драма. Но никој не отвори и после неколку звонења на вратата. Полицијата и истражниот судија уште го работат случајот, а 5 насилници осомничени за киднапирање се во притвор. Истрагата испитува 2 можни причини за нападот. И двете се банални. Весна порано била кираџика во стан на Љубиша Тасевски. Првата, помалку веројатна верзија за причината за киднапирањето е дека за тоа време плаќала кирија, но не ги плаќала сметките. Втората, многу поверојатната верзија е дека во тој стан, додека Весна била под кирија, имало дефект на водоводната инсталација, поради што имало поплава во станот спрат под издадениот стан. Комшиите сакале да им се надомести, ама не успеале да се договорат, па го дале сопственикот Љубиша на суд неколку месеци откако жртвата на актуелното киднапирање го напуштила станот. Тужбата за надомест на штета соседите ја добиле. Љубиша не сакал да им плати. Ја малтретирал Весна дека таа треба да ја плати тужбата и да ја надомести штетата. Таа веќе во тоа време не живеела под кирија. Љубиша и неговиот син Виктор често и се заканувале и барале да ги плати штетите од тужбата. И доаѓале и дома во станот во Ченто и се расправале. Ноќта на петок кон сабота на 13 април, најверојатно пијани пред станот на Весна, стигнале Виктор Тасевски, полицаецот Зоран Здравковски и Далибор Дончевски. Утрото, околу 5 часот и 30 минути, и тропале и звонеле на вратата, пошто излегол сопственикот, братот на Весна. Тој препознал двајца од неповиканите гости, затоа што доаѓале порано и ги знаел дека и двајцата се од Драчево, Виктор и Далибор. Прво се расправале на врата, а потоа тројцата мажи го турнале домаќинот и влегле внатре. Тогаш ја забележале Весна која се разбудила од спиење.
Веднаш и се нафрлиле на жената и почнале да ја тепаат и да ја удираат. Барале наплата на наводниот долг предизвикан од пукната водоводна цевка. Жената била во пижами. Виктор и третиот непознат маж, за кој подоцна ќе биде откриено дека е полицаец, ја фатиле жртвата и насила ја извлекле од станот. Надвор, насилно ја турнале жената во автомобилот Chrysler Voyager на задното седиште. Во автомобилот ги чекал четвртиот соучесник, Денис Џанова. Од Ченто тргнале кон гробиштата на Камник. Весна седела меѓу Денис Џанова и полицаецот Зоран Здравковски. Полицаецот ја тепал, ја удирал и ја малтретирал. Од совозачкото седиште Виктор цело време ја принудувал да потпише признаница дека ќе им плати 680.000 денари за долгот. Тоа признание Виктор сам го напишал и не било отчукано на машина или на компјутер, туку било напишано со рака. Стигнале во близина на гробиштата Камник и застанале на стариот пат за Смилковското езеро. Тука продолжиле со малтретирање и тепање. Жената во исказот тврдела дека била и сексуално малтретирана од полицаецот, кој дури и се заканувал и со силување. И покрај тажниот исказ при прегледот не се најдени траги од силување. Од силното тепање, раката на жената и била скршена на неколку места. Поради страв и тепањето, Весна на крај се согласила да потпише. Бидејќи десната рака и била скршена, жената едва ја потпишала со лева рака. Потоа ги замолила да ја дадат време да се одмори и да се соземе и да испуши една цигара. Цигарата е битен доказ бидејќи на местото на настанот е најден пикавецот од пушокот со траги и од напаѓачите и од жртвата. Со тоа приказната на Весна е подкрепена и со материјални докази. Откако ја испушила цигарата, се договориле напаѓачите да одат и да го земат таткото Љубиша Тасевски, а Весна да ја однесат до дома за да се облече и да земе лични документи потребни за нотарски договор. Четворицата мажи отишле да го земат Љубиша. Денис Џанова и полицаецот Зоран Здравковски си заминале. Сега со тројца мажи и со друг автомобил, Шкода, киднапираната Весна е однесена во станот од каде што е грабната. Се вратиле повторно на улица Сава Михајлов. Братот Ацо по грабнувањето на сестрата се јавил во полиција. Оттаму му кажале веднаш да дојде во станица да потпише записник поради сериозните наводи за грабнувањето. Тој заминал во станица, а полициски алфи проверувале дали некаде ќе ги најдат грабнувачите и жртвата. Во периодот кога Ацо бил во полициска станица за записникот, киднаперите стигнале во домот. Жената се пресоблекла, бидејќи дотогаш била во пижами и папучи, со себе зела и лични документи. На полицајците некој им дојавил дека киднаперите се вратиле во станот од каде ја грабнале Весна, но додека алфите стасале, тие веќе заминале со повредената жена. Претходно телефонски се јавиле на нотар кој има канцеларија во населбата Ченто, за да го парафираат насила постигнатиот договор за враќање на 11.000 евра. Полицајците брзо откриле дека напаѓачите се возат со Шкода и дека заминале кон центар. Алфите многу брзо го лоцирале автомобилот. Напаѓачите чекале да дојде нотарот со жртвата во автомобилот. Полициските алфи се распоредиле и повикале за силување. Околу 9 часот ги уапсиле напаѓачите. Виделе дека жената е во многу лоша состојба и повикале брза помош која ја однела Весна во болница да ја бидат санирани повредите. Уапсени се тројца: синот Виктор и таткото Љубиша Тасевски и Далибор Дончевски. Кога полицајците ги распрашувале, откриле дека во насилството им помагал нивен колега, полицаецот Зоран Здравковски, познат под прекарот Труба, и Денис Џанова, кој во досегашните искази не се спомнува како учесник во малтретирањето, но со сигурност бил во возилото со грабнатата жена. Овие двајца се уапсени во текот на денот. Полицаецот Здравковски порано работел во полициско обезбедување на транспорти. За време на грабнувањето не бил на работа. Отворена е постапка и процедура за дисциплинска одговорност, а бидејќи за грабнување следува казна од над 6 месеци затвор, МВР може и да го отпушти. Жртвата подолго време мораше да се лекува во болница. Скршена рака и трауми, претрпен страв и лоши спомени. Лекарите не сакаа многу да зборуваат за Весна, поради правото на приватност на пациентите. И во незиното мало молк, мајката на еден од апсените,
доаѓала и сакала да се сретне со семејството на жртвата, но во станот немало никој. 3,5-часовната брутална драма заврши без мртви, но спомените и на жртвата, и на оние што ги слушале криците за помош, остануваат поченто. Од фризерка до градителка, од обична жена во градот до понудувач на ефтини станови со меѓународна помош. Неодамна изби афера во која се вида дека една сопственичка на фризерски дуќан всушност тврдела дека има зграда, направена со помош на пари од донации. Многу граѓани се излажаа, па сега немаат ниту пари, ниту стан. Таа е в притвор, а тие случајот го тераат на суд. Стои ли уште нешто за оваа афера? Најпознатата фризерка Благица Дончевска ја стигна еврејската клетва. Да имаш, па да немаш. Почна како работничка, па стаса до богаташка. Од 0 до милион. Па потоа пак назад. Од луксус во затворска килија. Монденката сега е притвореничка во истражниот затвор во Шутка. Оваа фотографија е во нејзините срекни денови, кога располагала со илјадници евра. А ова е на денот кога пред 2 месеца ја уапсија за стамбената афера, во чија мрежа се заплеткани 50 на луѓе. Разликата од оваа Благица до оваа овде е очигледна. 29 годишната Благица Дончевска веќе 2 месеци е во притвор. Истрагата за стамбената афера се уште трае. Се собираат докази, се сослушуваат измамините. За сега 50-тина пријавиле во судот дека наседнале на уверливата приказна за стан по примамлива цена. Ниту еден од оштетените не сакаше да застане пред камерата на Код, за да раскаже како се фатиле на мамецот на Дончевска и ја гултнале јадицата. Адвокатот Тања Алтанџиева застапува еден од оштетените. Вели дека Дончевска стамбената приказна одлично ја продавала. Во ниту еден момент ниту се посомневал, значи немало ни најмала причина за сомнеш околу тоа дали се работи за измама, односно за тоа дали тие се навистина купувачи на такви станови или не. Дончевска кариерата ја почнала во овој фризерски салон во трговскиот центар Скопјанка во аеродром. Тука фризерката запознала многу луѓе, ги разубавувала, а потоа им го загорчила животот. Дуќанот го затворила кога почнала со нелегалниот бизнис со станови, кога фризерката станала бизнисменка. Соседите кои ја познаваат од времето кога правила фризури, се сомневаат дека Благица сама ја смислила измамата. Абе не е сама таа, кај може Благица тоа да го направи? Па што ја знам дали ја наместила или таа дека сама дека нема позадина, има. Изненадена сум, не знам. Не ми делуваше за така да може дека да биде, мислам, што знам. Во фризерското студио се уште стигнуваат сметки на име на Дончевска, но таа веќе не е во овој бизнис. Првата измама ја направила кон крајот на 2011 година. Се представувала како месија, сакала да прави добри дела, па на семејства кои имале лица со посебни потреби им нудела станови по исклучително ниски цени, околу 400 евра за квадрат. Дончевска, чие моминско име е Велјановска, се представувала како внука на председателот на собранието Трајко Велјановски. Велела дека работи на проект за доделување на станови на семејства кои имаат лица со посебни потреби. Интересна е приказната дека се работи за специјална програма на владата, која што е субвенционирана со странски донации, односно со холандски донации, за изградба на станови кои што се наменети за лица со посебни потреби. Дончевска била многу умешна кога ги бирала клиентите. Им настапувала со условот сега или никогаш до стан. Оти таква шанса не се испуштала. Парите излажаните граѓани ги уплатувале на сметката на незиниот татко Ацо Велјановски. За да биде поуверлива, Дончевска потоа ги носила граѓаните на нотар за да го заверат купопродажниот договор, со кој подоцна станот ќе го впишеле во катастар на име на купувачот. Но тој чин никогаш не се случил. Разговорот оди до тому што се закажувале средби за заверка на преддоговори кај нотари, понатаму некој преддоговор со определена градежна фирма каде што имало забелешка, односно прибелешка за еден конкретен стан во катастар, и сето тоа било доволно да оштетените навистина веруваат, значи се закажувале термини околу заверка на договорите. Дончевска одила дотамо што на клиентите им кажувала приказни дека напуштањето на становите и доделувањето на клучевите
ке присуствуваат и владини министри, но кога ќе дојде датумот, наводно се одложила свеченоста. А граѓаните и натаму и верувале, иако ни проект виделе, ни стан во градба. Обвинетата во секој случај и во секој момент била достапна на оштетените, значи таа постојано контактирала по телефон, редовно им испраќала СМС пораки во кои што ги информирала за текот на работите, околу предавање на клучевите, за свечено предавање понатаму исто така на становите, околу надзорот и слично. Бизнисот на Дончевска и цветел, полна со кеш пари, живеела на многу висока нога. Во овој стан во аеродром живеела со сопругот и децата, купила джипови, BMW, Opel Astra, Глисер, шетале насекаде по светот. Во септември 2011 Дончевска затропала на вратата на фирмата Настел. Без проблем во кеш купила 2 стана во Ново Лисиче од 78,40 метри квадратни, како и 6 паркинг места. Ова се двата договори со Настел кои ги склучила мајката на Благица, Ливанта Велјановска. По една недела таа во Настел ја донела известна Славка Стојановска, која била заинтересирана да купи стан. Така во играта Дончевска ја вовлекла и градежната фирма Настел. Славка на 20 јануари 2012 склучила преддоговор со Настелка и нотар, дека купува стан во Ново Лисиче. Според одредбите од овој преддоговор, купувачот во рок од 8 дена треба да ги уплати парите на сметката на фирмата продавач. Но од Настел за код објаснуваат дека парите од пријателката на Дончевска никогаш не легнале на сметка. Во тој случај се смета дека преддоговорот едностранно е раскинат, па од Настел изгубиле надеж дека ќе го продадат станот на Славка Стојановска. Но за оваа господја во Настел слушнале кога пукна аферата, дека всушност и таа е една од измамените. Дончевска ги искористила договорите со Настел за да ја убеди Стојановска дека навистина купува стан, но парите не ги уплатила во Настел, туку на сметката на таткој. Долг е списокот на измамени од семејства кои навистина имаат хендикепирани дома, нејзини роднини, пријатели, познаници, па си до познати фаци и фолк пејачи, но сите до еден. Од срам дека се насамарени, не сакаат да зборуваат. Некои дури и позајмувале пари за да ја искористат примамливата прилика. Дончевска заработила над 800.000 евра според досегашните сознанија и докази на истрагата. Но секојдневно се појавуваат нови и нови измамени купувачи. Дел од парите Дончевска ги префрлила на фирма во Охрид. Истрагата треба да покаже каква била оваа врска. Таа досега смени неколку адвокати. Печатокот на сите до еден е дека Благица нешто крие и не е искрена. Она као да прикрива нешто, кој се причини да прикрива некој, да не се каже, да она работи не како што се пишува во баренцо за истрага од 2011, она работи од 2009 година на оваа проблематика. Значи полни 4 години и да не осозна со кој човек е, кај живе, адреса, освен да каже едно кратко име, скраќеница македонска што ништо не значи во доказна постапка, се дека она не отвори уста, сметам дека цел товар ќе осноси на себе, а далеку тоа да била во состојба и во можност со низините години искуство да доведи во заблуда 50 луѓе од кои што има високи интелектуалци, едуцирани луѓе, да ја дадат без никаков доказ таква голема висока пара. Станот во кој живееше, во кој беше уапсен на известно време, беше запечатен од полицијата. Во него сега живее нејзиниот сопруг. Не беше дома кога го побаравме. Соседите не можат да поверуваат дека нивната комшика богатството го стегнала со измами и криминал. Сигурно едно 3-4 години како се доселија тука, како го направи. Не знам точно. А на комшиеве им продава ли станови? Им продаваше станови или? Не можам да кажам. А вака не се сомневаше ништо, никој бидејќи многу пари имал? Ништо. Тоа не може да не. Па немаше контакт со нас, со никого тука. Дојди, пројде, како ти сега, добар ден, добро утро и замениш. Според информациите на КОТ, Дончевска во шутка и во келија со осудена од случајот Пајажина. Се снашла и во затворот, па одма се снабдила со мобилен телефон. По апсењето сопругот продолжил да се луксузира и да живее на висока нога. Мајка и на Благица го пријавила во полиција, но МВР не нашло докази против него дека е инволвиран во аферата. Иако и тој живеел во луксузниот стан во аеродром, возел скапи коли и шетал по странство. Истрагата се уште не е завршена, но сметката на татко и на Благица е празна. Парите како дошле, така отишле. Сепак оштетените ке си ги бараат еврата назад. Се надеваме дека истрагата ќе собере доволно докази, значи ќе обезбеди имот и евентуално дополнително пронајдени финансиски средства на име лично на обвинетата или евентуално
на трети лица кои што биле трансферирани таквите средства. За сега не би можеле нели да шпекулираме околу ова. Меѓутоа се надеваме и од интерес е на самите оштетени да си го намират своето оштетно побарување кое што е предјавено во истражната постапка. Судот пред неколку дена донесе времена мерка за двата стана во Ново Лисиче, купени од настел на име на мајката на Дончевска. Тие не смеат да се отуѓуваат и ќе се искористат за обештетување на измамените. Заедно со Благица во притвор е и нејзиниот татко, и тој е осомничен како дел од лажниот проект на Благица. Истрагата треба да открие дали работела сама или имала партнер и дали дел од парите ги префрлала во странство. Дончевска пред истражниот судија не се бранила со молчење, дала своја верзија за лагата тешка 1.000.000 евра, но на судењето ќе мора да се соочи со своите некогашни пријатели, роднини, семејства, чија мака ја злоупотребувала за да се збогати и луксузира. Кога семејството Милошевски се јавија во код со нивниот случај, желејки се на измама и лихаварство, мислевме дека се само еден случај и единствени. Но кога расчепкавме повеќе, видовме дека во Струмичко-Валандовскиот крај, во многу села овде, стотици луѓе се измамени, но не сега, туку уште во 90-тите. Нивниот заем, тогаш во марки, сега се претворил во кошмар. На почетокот сакале да ги вратат парите, но не можеле. Потоа следеле судски процеси, а сега извршители им тропаат на врата. Обвинуваат и се сомневаат, затоа што парите се земени од еден ист човек, но велат, зад него стојат извршители, нотари, па дури и судии. Тринаесет години. Толку долго трае судската голгота на семејството Милошевски од Валандово. Имаат најмалку 3 судски процеса зад себе, а ги чекаат уште неколку. Причината е навидум едноставна, но со оглед на траењето на постапките, ова семејство тешко го врви патот на правдата. Отивелат тасот на вагата во судството многу чудно мерал. А се почнало во 1999 година, кога од својот прв братучет позаемиле 8.000 германски марки во тоа време. Во 99 година, при крајот декември, јас и мојот сопруг отидовме кај Стефан Лазаров за да позајмиме пари што ни беа потребни. Кога отидовме, тој ни рече ќе ви дадам пари, ама за тоа сакам да си направиме договор за заем што ќе плаќате месечна камата по 200 марки за 6 месеци, а после тоа, значи, ако не биде исплатен долгот, да се продолжи овој договор за заем. А меѓу време, тој сакаше како гаранција да му дадеме полномошно, за да му биде гаранција за парите да ги вратиме станот. Љубица го заложила станот што во 1993 го купила од државата, откако таму живеела 10 години. Речи си во центарот на Валандово, овој стан бил атрактивен залог за заемодавачот. Но ова семејство не очекувало дека по 13 години извршителите ќе почнат да им тропаат на врата, а ним ќе им се заканува насилно иселување. Во тоа време направилне полномоштво во кое е наведено дека доколку не го отплатат кредитот, заемодавачот Стефан Лазаров ќе може да го земе станот. Но квадратурата запишана во договорот е 58 метри квадратни, а не 70, колку што е реално. Не бил внесен подрумот. Вратиле половина од долгот. Што всушност стоеше во полномоштвото, дека има правото и да го земе станот или не? Да го утуѓи станот на трето лице, а и на него самиот. Треба ваша согласност? Али со наша согласност ние да знаеме. Набрзо потоа Милошевски се премислиле, сакајќи што побрзо да ја вратат позаемицата, побарале кредит од банката, а станот го понудиле под хипотека. Пред да го добијат кредитот, заминале на свадба во Украина, каде го женеле синот. Го известиле Лазаров дека веднаш штом ќе се вратат од Украина, парите во целост ќе му бидат вратени. Го известив мојот братучет Стефан дека кредитот ми е одобрен. Во петок заминуваме за Украина, кога ќе се вратиме од Украина, ние ќе го земеме кредитот и ќе му ги вратиме тие остатокот 4000 марки за да бидеме чисти. По една седмица дошле во Македонија, но кога Љубица сакала да го подигне кредитот, банката ја известила дека станот повеќе не е нејзин.
Отидов во банката за да одам да подпишам меница, за да ги взимам парите. И кога отидов во банката, тие ми рекоа дека има забрана станот, веќе не е мој, станот е отуѓен на Стефан Лазаров. Милошевски останале без станот, затоа што нивниот роднина без нивна согласност го продал на својата сопруга Афродита. Си рекол, тие пари што ќе ми се на мене кога можам да му го земам стан. И го продава на жена. Арно, од тогаш до сега, ние оште немаме ни договор, ни па пари за колку го продава. Во договорот пише дека парите на мене ми се на рака дадени, а јас сум отсутна од државата. Од тој момент почнуваат судските процеси. Милошевски се обидуваат да докажат дека Лазаров нелегално го продал станот, нелегално им го земал и не почитувал никакви договори. Првата пресуда од Основниот суд во Гевгелија била во нивна корист. Се утврдило дека Лазаров со фалсификат документи извршил продажба на тугиот стан. Извадил потврда дека истиот не е под хипотека. Отидов во полиција. Таму полицијата отиде во Гевгелија, кај Сонја, кај нотарката, го зеде целото досие, отиде во Гевгелија и излезе дека таква потврда од Општински суд Гевгелија нема издадено. Полицијата поднела пријава против него за фалсификување на документите, но бидејќи јавното обвинителство не покренало случај, кривичната пријава застарела и не се случило кривично гонење. Милошевски почнуваат да го губат и случајот и станот, но и парите. Прашуваат како е можно Стефан Лазаров без нивно одобрение да продава стан на сопругата, потоа пак таа да му го продаде нему, а и во едниот и во другиот случај немаат ниту имотен лист, ниту согласност за продажба, ниту пак во договорот е напишана реалната големина на станот. Токму ова ги натерало да се посомневаат во исправноста на нотарите, кои ги заверувале договорите, па неодамна поднесени се кривични пријави против нив. Збориме кај Сонја Стојчева, поднесовме кривична пријава ради пречекорување на полномошното, бидејќи таму не е пишен подрумот, а таму го префрлува во договорот со подрум. И потврдите што не се излезени и тие потврди што се фалсификувани, а другиот нотар Георги Николов веќе во судска постапка Афродита му го предава, му го поклонува станот пак на незиниот маж без имотен лист. Кот се обиде да разговара со нотарите во нивните канцеларии во Гевгелија, но ниту едниот, ниту другиот нотар не сакаа да излезат пред камерата на Кот. Најдовме затворена врата, а еден од нив кажа дека работел исправно и дека не знае детали од овој случај. Слично беше и со извршителите. Кога ние им затропавме на врата да објаснат врз основа на кои пресуди и документи доаѓаат да ги иселат Милошевски од станот, тие молчеа. На 26 требаше да има извршување и да дојдат и со вратар, со геометар и со се, за да не ги исфрлат стварите и да го испразна станот. Ова семејство повеќе од една деценија сака да ги врати позајмените пари, но не може. Заемодавачот повеќе не ги сака ниту парите, го сака само станот. Не знаевме никако за тоа дека бил ликвар и дека бил така како сме знаеле, немало ни да знаеме за тие 4000 марки. Евра, 8000 марки, 4000 евра да ми земе он станот 70 квадрат. Не се единствените. Во Валандово и околните села, но и во Струмичко, многу луѓе тврдат дека се изгореле во оваа лихварска мрежа, но сите не сакаат да излезат пред камерата, плашејќи се од закани. Светен Кнежевиќ е од соседното село Јосифово и нему му се закануваат извршителите. Може да ја изгуби и куќата и земјата околу неа. Неговиот татко поземил пари од Стефан Лазаров во 1994. Првичната намера му била да поземи 200.000 германски марки, но се решил за сума од 20.000. На основ на документ кој е подпишан од татко ми, банков документ, он го злоупотребува и го тужи татко ми за 200.000 марки. За позаемицата за која Лазаров тврди дека е тешка 200.000 германски марки, нема докази. Единствен сведок кој бил тогаш на давање на тие пари, пошто многу сведоци кои ги донесе се откажени, останал само дедо кој бил позади завесата во собата кај што се дадени парите. Судот го прифатил ова како доказ, а човекот скриен зад завесата како сведок. И судот го уважува тој сведок. И на основа на изјава на тој сведок, татко ми е осуден и има изгубено 200.000 марки.
Со пресуда да ги врати парите, таткото на Кнежевиќ е осуден на казна затвор од 6 месеци, затоа што додека траел судскиот процес, го прифрлил својот имот на синот Светен. Многу чудно, вели Светен, кој во раце тврди дека го има вистинскиот договор, што го направил татко му со Лазаров, а чија вредност е 20.000 тогашни германски марки. Овој договор е договор за значи колку пари дал Стефан Лазаров, во кој пишува колку пари се дадени, со колку камата и се тие работи. По 20 години судење, пресудите се на штета на семејството Кнежевиќ, но тие не можат да се жалат, затоа што кога од нивниот адвокат кој го водел случајот го побарале предметот и документите, тој им кажал дека ги изгубил. Јас отидов да си ги побарам документите, ми рекоа дека документите ги нема. Овие семејства сега се каат што се заплеткале во ваква мрежа, од која не можат да излезат. Овде упадна и татко ми кој што е извозен, изманипулиран. Тоа е ланец во кој што е главна фигура, не главна сега, не знам како е он, меѓутоа една од фигурите, почетна фигура е Стефан Лазаров. Имат судски спорови со повеќе и има и противликварство што уште не ни е одговорено още од 2006 и 2007 година. Имаме поднесено уште, значи немаме одговор од обвинителство. Обвинителство немаме никакви одговори. Велат не се ниту сами, ниту единствени. Се решиле јавно да проговорат за да ги охрабрат и другите оштетени да поднесат кривични пријави. Знам дека нашиот крај Сифо Пирава, Собри, Валандо не знам да ви кажам, меѓутоа од овде има многу луѓе кои што за мали пари што ги имат земено од него, му има дадено имот и не ти знам што се не имат препишано него. Во најголем дел случаите се од 90-тите, меѓутоа тој се уште Тоа е тоа период, да. Еднаш веќе тоа е направено. Околу 6 семејства од овој крај заеднички поднеле пријави против Лазаров, но без доволно сведоци кои ќе зборуваат во нивна корист, пријавата пропаднала. Велат поради заканите се плашат да излезат и пред судот и пред јавноста. Додека не се запознае јавноста што се работи во судот, во судството. Значи имаме корумпираност. Се работи се што се сака, значи во полза на некој што дава пари. И да си прав, ќе бидеш неправ. Макар што ги има сите документи. Овде се умешани и суди, и сега не ги знам точно, ама и апелација и таму што ти знам се, затоа што овој човек не е само кај мене, кај многу луѓе. Го побаравме и Стефан Лазаров да каже точни ли се овие тврдења. Не сакаше да излезе на интервју и ги порекнуваше сите обвинувања против него, велејќи дека тој им дал пари што не му ги вратиле. Се пофали со добиените судски процеси и кажа дека нема време да објаснува што се случувало. Сега на потек е јавното обвинителство, кое треба да утврди дали нотарите ги пречекориле своите овластувања, евентуалната контрола, која би требало да покаже има ли спрега меѓу Лазаров и извршителите, но и судскиот совет, кој би можел да ја преиспита и работата на судиите. Во меѓувреме и Милошевски и Кнежевиќ ќе живеат со стравот дека следниот ден можеби ќе бидат иселени од дома, само затоа што во моменти на финансиска слабост позајмиле пари од погрешен човек. За ум или за ум? Ова не е само место во Охридско. Туку ваквите емисии навистина се за предупредување да внимавате од кого и што купувате. Ви благодариме што уште еднаш бевте со код.